Образовните директори во Штип презадоволни од првиот уписен рок. Сите 5 средни училишта заедно запишале околу 700 ученици, што е 60% од вкупниот број слободни места. Најмногу ученици, 219 годинава, запиша средното електротехничко училиште Колен Ехтенин. Застапени се електромашинската и југоседелската струка. Значи, подеднаков е интересот со тоа што сите паралелки се веќе оформени и може да функционираат без проблем. Запишавме 8 паралелки. Во гимназијата се запишаа 200 ученици, а во средното медицинско 197, што значи дека место има за уште 120 ученици. Сега границата од 70 поени ќе поминат негде околу 60% од учениците и во август ќе се отвори простор учениците кои не може да минат границата од 70 поени да се конкурираат да бидат примени во медицинското училиште. Најслаб интересот и овој пат беше во текстилното, но за разлика од лани сега е подобро. Ние сме оваа година презадоволни, бидејќи текстилната школа беше доведена до колапс. Ова година имаме запишано 21 ученик, а лани во ова време имавме само 6. Значи стипендиите многу значат. Додека во средното се сумираат резултатите, во високото образование се шират контактите. Денес Штипскиот универзитет подпиша меморандум за соработка со Универзитетот Ченгду од Кина. Се однесува договорот за соработка меѓу нашите два универзитета за размена на наставници, асистенти, вработени кои што би престојувале во Кина за обуки, посебно за традиционалната кинеска медицина. 这次我非常高兴来到了斯体大。 Ќе изработиме детална програма за соработка и верувам дека ќе имаме голем успех на полето на традиционалната кинеска медицина. Ќе следи многу работа и се надевам програмата да започне што побрзо. Во исто време на факултетот за информатика се одржа обука за моделирање на бизнис процеси. Оваа обука представува најпрво значи обид да направиме конекција помеѓу образованието, наставата и праксата. Ке имаме студенти од додипломските студии од насоката бизнес информатика, имаме постдипломци од насоката информацијски системи и имаме значи наставен кадар. Активностите на УГД се во насока на возможување подобри можности за научно-истражувачка работа и привлекување повеќе студенти.